Почитувани гости, добродојдовте во новата епизода на подкастот Балкански перспективи, подржан од Радио МОВ и од Пропис. Денеска имам чест да ги најавам двајцата гости, универзитетски професори, професорката Христина Спасевска, професор на мојот факултет, на Факултетот за електротехника и информатиски технологии, и професорот Аријанит Река од Тетовскиот универзитет. Накратко за почеток би сакал да ми се представите, да ми кажете на кои проекти работите моментално и како се одвива тој процес. Благодарам, Марко, прво за поканата. Навистина ми е чест и задоволство, не можам да кажам не, со оглед дека вие сте еден од најдобрите студенти на нашиот факултет и чест ми е денеска да разговараме токму на темата наука. Универзитетски професор, сега лично за мене, долги години работам во наука, јас сум физичар по професија. Од мојот докторат па натаму сите истражувања мои се во насока на карактеризација на материјалите, дел кои се користат во фотоволтаичните технологии, а сега дел кои се користат, односно се користат при регистрација на својства на овие материјали под дејство на јонизирачко зрачење. Раководител сум, многу сум горда на тоа, на лабораторијата за радијациона физика, каде што и вие сте имале и вежби и предавања. Тоа е нова лабораторија, акредитирана лабораторија во која се прават последните десетина години сите научни истражувања во нашиот тим. Професора? Марко, чест ми е да бидам во овој подкаст, инаку е вториот подкаст каде што присуствувам. И јас сум вореден професор на Природно-математичкиот факултет на Тетовскиот универзитет во Тетово. И дел од моите истражување е користење на индустријските минерали и како од нив да се добијат одржливи материјали. Благодарам. Бидејќи двајцата се дел од природните науки, верувам дека имате студенти од различни етнички припадности, па моето прашање е дали сметате дека природните науки како такви создаваат простор за неутрален терен или сепак ја има тука поделбата? Кој пак јас да почнам? Ајде, јас ќе почнам. Вака, според мене, независно од која област на науката доаѓате, според мене науката е единствено место за плодна почва и за соработка и помеѓу младите и помеѓу научниците. Многу често се збори дека амбасадори на културните, етничките, да кажеме, карактеристики на еден народ се културата и уметноста, но јас сепак мислам дека науката е таа што ги врзува најмногу и етничките заедници, да ги кажеме, луѓето од различни припадности, за со цел и можност заеднички да соработуваат. Природните науки се уште поспецифични, тие ние ги нарекуваме фундаментални науки, каде што навистина секој што е квалитетен, а независно од која етничка припадност доаѓа, може да најде место и да работи наука. Јас можам да потврдам за нашиот факултет дека тоа се случува, нема никаква дискриминација. Ме интересира, професоре, како е кај вас на Тетовскиот универзитет? Па јас се согласувам со тоа. Во науката нема етникум, нема етничка заедница. Науката е тоа што ги спојува сите етнички заедници. Јас исто така предавам и на медицински науки, во фармација, и таму имаме студенти и турци, и македонци, освен што има и албанци, нели? Така да нема ни еден проблем. Проблем е кога нема знаење. Но кога има знаење, кога има желба за да се продолжи понатаму, кога тие услови се исполнуваат, тогаш се е во ред. Јас тука би сакал да ви поставам едно подпрашање, што мислите како младите гледаат на тоа во однос на постарите генерации? Интересно прашање. Дали мислите дека младите имаат желба и гледаат да успеат што е можно повеќе во делот наука, дури да соработуваат заедно за проекти со цел да се добие успешен проект, добар проект, отколку да се бира нивниот тим во однос на тоа од каде некој доаѓа? Не мора да значи. Не мора да значи дека има генерацијски проблеми, како прво. Бидејќи јас имам искуство повеќе од позитивно со повозрасни професори кои сега се во пензија, некои се и покојни, и не сме имале ни еден проблем во смисла дека јас сум албанец или тие се македонци или нешто друго. И мислам дека не е тоа која треба да доминира и треба да биде крајниот резултат. Туку желбата.
некои работи, пазете, зависат од срцето и од домашното воспитание. Значи, некој може да биде млад и гледаме низ медиумите во светот, има младини кои се настроени по XYZ ориентирани во нивниот живот. И за жал има сегде такви, но тие се едно просто малцинство за кои не треба ни да се дискутира, ние треба да продолжиме напред. Науката е многу специфична професионална дејност, ајде така да кажам. Значи, тоа не е канцелариска работа, каде што по завршувањето на работното време вие ќе се исклучите од тоа што го работите. Туку напротив, работата секогаш ја носите дома. И дење и ноќе сте преокупирани со тоа што треба да го добиете како научен резултат, личен или на заеднички на тимот. Мислам дека научниците, зборам за научниците, за академската фела во Македонија, воопшто не ја перципира науката и соработката на национална база, особено, мислам дека тоа важи и за многу, и за постарите, како што рече и колегата Аријани, тоа важи и за постарите генерации, а и за сега. Значи, премногу време и енергија трошиме и од слободното време за истражување и за наука, за да во тимот ги немаме најдобрите и најквалитетните. Никогаш не сме били оптоварени на која етничка заедница припаѓа или воопшто да имаме предрасуди према некои луѓе што не се македонци, например, еве лично за мене. Мене ми е мило што е така од вашиот аспект, од професорскиот аспект, ме интересира дали институциите создаваат можност за мешаност или таа можност ја создавате вие како научници. Ако може само да додадам нешто. Да, Значи, кога започнува еден проект заеднички, за мене не е битно и за професорката, и што за ниеден од нас научниците не е битно презимето, името, етничката заедница и така. За нас е интересно и важно дали во тој проект особа XYZ може да придонесе, без да не интересира од значи дали албанец или турчин или македонец или ром. Тоа е најбитно. Значи дали проектот на крај ќе биде успешен. И знаењето е тоа што не унифицира и треба да не унифицира. Околу другото прашање. Ние сме многу млада земја, нова земја, иако моите колеги од Соединетите Американски држави ни велат многу е полесно во нова земја да се прават драстични промени. Многу е тешко кога уставот ви е неколку векови стар и кога едноставно не се дозволува никаква промена. Ние поминуваме низ некои, не би сакала да ги наречам детски болести, на воведување на клучеви, кога збориме за државните институции, за државата, воведување на клучеви за да се постигне некаква цел во рамноправноста. Не зборуваме само за етничката, зборуваме и за родовата рамноправност и било кој тип на рамноправност, на луѓето со посебни потреби и така натаму. И тоа е се добро, клучевите се добри, процентната застапеност е добра се до момент додека не стане терет. И уште нешто, по правило клучевите за баланс во било која област се ставаат за после известно време да престанеме да зборуваме за рамноправност. Едноставно тоа што ние го имаме во науката, кога не гледаме во која етничка група припаѓа, да биде рамноправна. Јас се уште се плашам дека како млада демократија Македонија се не го достигнала тоа ниво да не зборуваме за клучеви. Се сеќавам, сега ќе се навратам на нешто можеби подолга ќе бидам, кога се воведе клучот да 1/3 во парламентот бидат жени на пратеничките листи. И навистина ние гледаме дека сега жените се повеќе застапени. Но треба да дојде момент кога тој клуч ќе биде исклучен. Едноставно ќе нема да зборуваме за тоа. Исто така тука се и клучевите за етничката припадност. Значи, едно општество ќе биде навистина демократско кога веќе ќе
сите ќе бидат задоволни во општеството како етнички заедници и кога ќе престанеме за тоа да збориме. А се уште, да се навратам како заклучок, се уште мислам дека нашите државни институции не се стигнати до тоа ниво. Јас би сакал да додадам нешто околу клучевите. Како студент, од студентска перспектива, имаме примери каде што студенти се класифицираат како друга националност заради тоа да влезат во таа квота на студенти што би ја добиле стипендијата, што според мене не е убаво и не е природно, но се случува особено на медицинскиот факултет и баш мои колеги го имаат правено тоа, па дури тие клучеви се злоупотребуваат до некаде. Затоа сметам дека можеби на краток рок тие клучеви се некое решение за вклученост, но на долг рок можам да се сложам со вас дека мора секој од нас да размисли и да почне да се работува на начин на кој што ќе се добие најдобриот резултат, а не по националноста. Прашањето што сакав да ви го поставам и на вас е дали институциите создаваат можност за соработка на страна од тоа можност што вие самите си ја правите како професори на факултетите. За жал, институциите не поставуваат услови. Тоа го велам за жал, бидејќи би било многу подобро да има баш такви уставувања. Би било добро во склоп на Министерството за образование и наука, да има едно ниво на децентрализација на фондовите. Наместо да се реши горе, кај одат фондовите, тие да се распределуваат низ универзитетите и после да се стави како услов, да речеме, ако во Тетовскиот универзитет треба да се реализира еден проект, е добитник проектот, да има услов да соработува со сите други државни универзитети. И тоа ќе го зајакне и коабитацијата и соработката измеѓу и различните заедници, па и научниците во самата група, и нема да биде само тоа што е спонтано. Например, со професорката ние спонтано, без вакви околности, соработуваме и сме соработувале и ќе соработуваме. Но кога тоа би било како предуслов за да се добие проектот, тогаш зборуваме за вистинска интеграција. Јас би додала уште нешто, малку еден чекор повеќе од тоа што го кажа мојот колега Ријанит. Значи, ајде да пресликаме тоа што се случува во науката во Европа. Не мора да одиме понатаму. Например, најголемиот дел од европски повици за проекти бараат најмалку 3 земји да бидат вклучени. Многу ретко има национални повици за национални проекти, збориме таму каде што ние како земја апликант за членство сме вклучени. Зошто, например, проектите што ги се финансираат од Министерството за образование и наука, научните, нема и друг услов, не само професори, туку да бидат 3 универзитети од Македонија да бидат вклучени во таа апликација како клуч. Имам впечаток дека заради тоа што немаме, тоа е пак нели клуч сега, зборуваме за клуч, ама тоа е еден демократски начин на соработка. Јас морам да си дадам само критика дека иако имам спорадични соработки со колеги од другите универзитети, зборам од албанските, да кажем, универзитети каде што има повеќе студиски програми на албански јазик, сепак многу, ако заеднички ги работиме проектите, со многу повеќе ќе успеам да се приближам и заеднички да соработуваме и на трудови, но и на проекти. Јас би сакал да прашам, знам дека неодамна бевте на посета во Кина, како е ситуацијата таму? Каква е мешаноста таму и како луѓето гледаат на меѓуетничка соработка во држави како Кина, па и Америка? Кога ме прашаа колегите како беше Кина, реков Кина е новата Америка е Кина. Диверзитетот беше таа клучната реч која ја видов таму, значи во China University of Mining and Technology, беше навистина нешто, останав воодушевено тоа што видов од лаборатории, од тоа што не сите студенти беа од Кина. Повеќе од половина беа од различни азиски држави. И тоа е што нешто како пример што треба ние да го земеме, бидејќи во нашите државни универзитети, па и во приватните, ние имаме можност да донесеме многу повеќе од надвор студенти, и тоа мислам дека ќе придонесе до повеќе демократија на мислење
повеќе демократија во тоа како ја сваќаме науката, пошто и во науката има демократија. Да се надоврзам на колегата, интелектуалната миграција е неопходна. Значи, особено научната миграција е неопходна во две насоки. Значи, ние сега зборуваме овде Stop Brain Drain. Точно, треба младите да не се иселуваат од земјата, но според мене убаво е еден млад човек дел од својот работен век, независно дали е инженер или пак е научник, да го помине во странство и да види што се случува. Например, и високо развиените земји бараат, за да ве изберат во професорско звање, бараат барем 1 година до 2 да имате постдок некаде во странство. Значи, не е признат научник, независно он може и да објавува трудови со висок импакт фактор, но не е научник оној кој нема мрежа на колеги од други земји. Ниту пак е еминентен академски професор ако нема добар тим и соработка со други универзитети. И мислам за науката дека тоа е клучно. Ако тоа го имаме на меѓународно ниво и се тежиме кон меѓународно ниво, можеме да тежиме тоа да се случува и овде на национално ниво. Ке имаме сега можност, нели? Се подготвува нов закон и тука мислам дека можеме сите да дадеме придонес и да побареме овие работи да се инкорпорираат. Јас само би сакал да споделам едно лично искуство, па потоа баш би ве прашал за структурните промени. Тоа е кога бевме на надпревар во Турција интернационален, професорката знае, тимот од Канада, во тимот од 5 луѓе беа 3 различни националности. И веднаш, мислам, се гледа дека тоа кај нив е природно и не ни станува во збор дискусија дали треба ние да се измешаме. Од Македонија имаше 2 тима, едниот тим беше од УКИМ, а другиот тим беше од Southeast University и двата тема беа 5 македонци и 5 албанци, што воопшто не е измешано, а верувам дека можеме да си помогнеме меѓу себе, дали во некој дел некој е подобар во нешто, во некој друг дел некој друг е подобар во нешто, но во нашиот случај едноставно бевме изолирани, па така беше и со универзитетите од Западен Балкан. Дури нагоре, кога се оди Германија, Шпанија, Италија, таму веќе можеме да видиме дека кај нив тоа е сосема природно и воопшто не е тема на дискусија дали треба тоа да се направи, туку едноставно им доаѓа природно, како што и професорката кажа, не им е потребен клуч, го прават тоа и без клуч. Сега наредното прашање, бидејќи спомнавте за законот, е која структурна промена би ја предложиле вие за да можеме да ја подобриме таа меѓуетничка соработка која станува збор за наука? Да биде за заедничките проекти како услов за соработка, за услов за добивање на проекти, тоа би била првата и најважната реформа која би ја направил. Тоа ќе нема да биде тогаш соработката спонтано или базирано само условно кажано на интерес, туку ќе биде задолжително и тогаш мора да се спроведе. И тоа многу ќе не доближи и ќе ни даде до знаење кој како мисли, кој колку знае, па ќе може да направиме внатрешна конкуренција и да се развиеме заедно, едно општество. Значи пак правиме клучеви кои очекуваме дека после известно време и ги снема на основ на таа соработка. Ако нема клучеви во почеток, тогаш ќе има на крај. На крај, така, е така. Јас би додала сосема нешто друго со оглед дека долги години јавноста го знае моето мислење за законите за високо образование. Прво како универзитетски професор, после поранешен проректор, каде што активно учествував во многу дебати, а и сега има колумни за кои зборувам на таа тема. Во ова наша земја, нова земја, да кажеме 30 и неколку години е сепак нова земја, имам впечаток како да академската заедница и политичарите си имаат постигнато договор, да академската фела не бара многу, а политичарите испорачуваат малку. Ние години наназад носиме закони за високо образование, зборам генерално. Овој новиот закон не сум го видела во детали за да можам да зборувам. Се повеќе се заснова на тоа што колегите зборуваат или кажуваат, значи директно не сум вклучена.
ние носиме закони, критериуми, сега ќе се носи и закон за квалитет, закон за наука и закон за високо образование. Носиме закони без да знаеме во нашата држава, на нашите универзитети, колку чини еден студент да заврши факултет. Еве, првото, да кажеме првото академско ниво. Ниту знаеме колку чини еден студент да заврши физика, хемија и да заврши економија или географија. Исто така не знаеме, овде немаме мерило за да знаеме кој универзитет колку средства треба да добие за да гради квалитетни студиски програми. Истото е и за наука. Ние немаме мерка единица колку чини наука да работиш во лабораторија и да имаш експериментални резултати или да имаш скапи компјутери каде што се прават истражувања и да, например, работиш економски науки или правни науки и така натаму. Без воведување на мерила, можеби јас и сум инженер по физика и така го размислувам тоа, без воведување на мерила колку што чини, дури тогаш можеме да креираме релевантни политики како да се развива и високото образование и науката. Значи, прв чекор, јас се надевам дека овие комисии кои работат на новиот закон го имаат ова предвид и мислам дека без воведување на овие мерила не знам дали било кој нареден закон ќе биде подобар од претходниот. Јас можам да се согласам со вас и да кажам дека дури ако некој студент сака да се занимава со научно-истражувачка работа, едноставно не знае, не е ниту известен од институцијата, односно од самиот универзитет или од министерството, не ги добива потребните можности за да го направи тоа, колку и самиот факултет да се труди, пак поддршката треба да дојде од некоја повисока институција како министерството. Па зошто и да не? Ако лабораторијата на нашиот факултет е подобра од таа на вашиот факултет, зошто да студентите од вашата лабораторија што сакаат да се занимаваат со академија, што сакаат да прават научно-истражувачка работа, да не може да дојдат кај нас и да ги искористат тие можности? Јас го дам чекор понатаму. Јас мислам дека во државата, наместо да имаме вака приватни лаборатории под клучеви, кој што зборуваме за клучеви, јас мислам дека треба да има централни лаборатории, каде што сите ќе имаат пристап. Ако една институција има добиено опрема од државата, таа лабораторија, таа опрема треба да биде доставна на сите. На сите универзитети, на сите студенти, па и на тие средношколци, ако некој е заинтересиран да се бави со наука. Значи, ова е сушинско прашање. Треба и ова да се земе во предвид, ако има потреба и во новиот закон. Така. Дури можеби тоа би поттикнало соработка повеќе отколку сега, заради тоа што ќе има поголемата отвореност, што е не изолираноста што има сега. Науката сама по себе, еве едно дополнување, науката сама по себе не може да постои. Науката мора да се работи во проектни активности. Иако уште постојат стари сваќања дека науката се работи сама по себе. Например, еве пак ќе го земам искуството од Европа. Во европските земји, во универзитетите на Европа, па и на другите континенти, е невозможно да добиете грант, да работите проект, ако внатре не бидат вклучени магистранти и докторанти. Дури нив ги вклучуваме, тие се вклучуваат и со плати. Значи, млад човек на 24-25 години, кога завршил високо образование и сака да се занимава со наука, он сака да формира и семејство, да си купи стан, да стане економски независен од дома, да кажеме. И сега вие барате од него без средства неколку години да вложи во наука. Пожелно е најпрво што е и најбитно, и плюс тоа науката ја прават докторантите и постдокторантите, а не професорите што се редовни професори, тие ги водат тимовите. Она што е многу значајно е да во сите тие проекти и во сите средства што ќе се дозволат, односно што ќе ги дава државата, да биде исклучително важно да бидат вклучени докторанти, магистранти и докторанти. Дури, јас се уште мислам дека, не знам, ќе ме поправи Аријанита ако има друга информација, ние моментално не можеме и да ангажираме докторант
на проекти да му даваме плата. Значи сето тоа се заснова на некаква соработка помеѓу нас и докторантот на некои авторски хонорари, ако воопшто е дозволено во проектот. Значи услов е да дадеме централно внимание на магистрантите и докторантите во нашата наука. И не само тоа, потполно се согласувам, туку и на наставниот кадар. Да речеме, на Тетовски универзитет во хемија ние имаме 12 редовни професори, од кои 12 се редовни, а 15 се part-time. Бројката е огромна на part-time. И во последните 3-4 години сме немали, да не кажем и 5, може би 6, не сум сигурен, нема ни еден ново вработен асистент. Значи немаме млади соработници, немаме асистенти. Значи во склоп на сите овие законски промени треба да се земе и финансискиот дел и да се сите овие да се реабилитираат, условно кажано, и да се вработат и тек тогаш може да продолжиме на тоа другото што вели професорката, да мислиме за фондови за докторантите и за развивање. Би отворил една малку поведра тема, а тоа е, знаеме дека предрасуди во Македонија и во општеството во какво што живееме меѓу луѓето има. Би сакал да ми споделите по еден позитивен пример, каде што можете да кажете дека соработката и самата соработка за наука ги победила тие предрасуди и дури ја победила и политиката. Мислам, како вие, на кој начин сте успеале да соработувате со луѓето од другата етничка припадност, како тоа вродило со плод и кој е тој позитивен импакт што се случило таа соработка? Да кажам јас прво. Јас сум многу горда. Пред неколку години, значи ајде ќе почнам од најновите случувања, група албанки професорки ме поканија да бидам член на нивната мрежа на албанки научнички. Одржувавме неколку настани. Првиот за наука, зборуваме за настан за наука, и јас бев воодушевена, имаше еден настан во Александар Палас, каде што јас, тогаш госпоѓата на Стево Пендаровски, професорката Елизабета и уште една професорка, бевме единствени македонки на тој настан. За жал јас не знам албански, тоа е мој хендикеп, и имавме, значи мораше да биде се со преведување и зборувавме за науката, жените во науката. Значи и од тогаш, еве веќе 7-8 години ние со таа мрежа, јас сум дел од мрежата и соработувам. Еден од првите мои магистранти, односно луѓе со кои работев, млад албанец беше на нашиот универзитет, тогаш тоа беше 2008-2009 година, ајде првиот и последниот пример ќе го кажам. Младиот колега, сега е влезен во политиката, работевме тогаш така оптимистично за дигитализација на рентгенски зраци, бидејќи тогаш кога ќе одите да ве снимаат на рентген, ви даваат таа хартиена слика. И тогаш со него доста работевме, додека траеше неговата магистратура, после и докторат. Значи еден мешовит тим помеѓу физичар и колеги од компјутерските науки. Ден денеска соработуваме, тој стана после професор на Штуловиот универзитет, и ден денеска имаме заеднички теми за соработка. Заедно бевме, еве, може после ја да каже, заедно бевме членови на комисија на една млада албанка на Технолошко-металуршки факултет, која дел од докторатот го сработи токму во нашата лабораторија за радиациона физика. Кога дојде мој време да дипломирам, пред да бранам, требаше да го работам дипломскиот труд, и одлучив да одам од Тетово, да одам на Технолошко-металуршки факултет. И тогаш се сретнав со тогашниот декан, професор Благој Павловски, кој ми беше ментор на прв циклус. И тоа ми беше и до ден денеска ми е најдоброто искуство со мојот ментор, кој исто така ми беше ментор и на втор циклус и на трет циклус докторски студии. Така да тоа е моето што би го кажал како одговор на вашето прашање. Еден одличен пример на една одлична соработка која ден денеска продолжува, која почна 2006 година. Мене ми е многу мило што слушам вакви работи. Јас на 22 години не можам да издвојам ваков пример и се надевам дека кога ќе го имам вашето искуство и вашите години,
ќе можам да кажам дури и повеќе од вас и дека таа соработка ќе биде уште повлијателна и поголема. Како за крај би сакал само да ве прашам што би им порачале на сите млади луѓе, независно со што се бават, во кој дел од науката се занимаваат, каква мотивација би им дале за да продолжат по патот. Еве јас како 22 годишен студент што годинава треба да дипломира, што би ми порачале да направам во науката и како да продолжам по мојот пат. Ова може да биде и професорски совет, не мора да биде и професорски и човечки. Ќе биде искомбинирано. Може би, да, искомбинирано. На последното предавање при фармација сега што претходната недела, ме реков на студентите, времето е многу битно. Ако не го менаџирате времето како што треба, тогаш ништо не сте направиле. Прво е менаџирање на времето. Второ, ако го менаџирате времето, вториот услов е да го правите со времето тоа што го сакате. Ако вие студирате, јас мислам дека вие веќе тоа го сакате. И ги прашав, дали мислите дека јас ја сакам мојата работа? Да. Реков, дали вие ја сакате вашата работа? Како се чувствувате денеска, после 45 минути предавање? Значи, мотивацијата треба да дојде од нивната желба, од срцето, тоа што сакаат тие. Кај се гледаат себе си после 5-6 години од кога ќе магистрираат или докторираат. Значи, од тука треба да почнат и само добро менаџирање на време и со срце. Вие сте многу поразлични генерации од оние што јас ги знам. Првата ми беше пред 35 години. А кога ќе седнеме вака постари колеги да поразговараме, велиме, абе, овие младите се поразлични од нас. И реално сте поразлични. Новите технологии, брзото менување, дигитализацијата, брзото менување на се што се случува и општествено и научно, вас ве предизвикува како генерација да барате брзи успеси, брза заработувачка. За разлика од мојата генерација која беше сосема друга. Ние знаевме, да кажам, да работиме, како велиме, и за ништо, само да го работиме тоа што го сакаме, и колегата го потврди. Верувајте ми, вие ги гледате и тие светските личности, јас предавам и во 4-та година технолошки иновации, па за тоа зборуваме, кои без образование, без почнале од нула, настанале многу богати. Тоа се многу малку во светот така. Значи, основата на се и на успехот се темели на многу работа и одрекување. Особено ако решите да се занимавате со академска кариера, веќе кажав, значи таа не е како сите други кариери, кај што има определен временски период кој работите, значи треба големо одрекување. Големо одрекување, особено, пак ќе кажам, во периодот кога сакате да си одите од дома, да бидете економски стабилни. Значи, основа на се, вака ќе делувам традиционално, како постара професорка, основа на се е работата за да се дојде до успехот. Може би нема да биде за година-две, но верувајте ми, јас кога станав асистент, јас мислев дека никогаш нема да станам професор во тие времиња, 90-та година се вработив. Никогаш мислев дека нема да публикувам труд со импакт фактор, бидејќи нашите лаборатории беа во таква ситуација како што беа тогаш. За до сега да раководам со лабораторија која може би повеќе од 20 на меѓународни проекти има сработено. Значи со колегите мои почнавме од нула, која има внатре опрема повеќе од 1 милион евра, значи каде што и вие студентите сте вклучени. Навистина требаше долг пат да се стигне до таму. Младите генерации не треба да мислат дека сето тоа треба да се постигне за 2, 3, па и 5 години. Така 5 да им дадеме рок. Тие ќе одлучат. Јас за жал морам да се сложам со вас со тоа што го кажавте, дека таква е средината и социјалните медиуми и тоа што ни се приложува не тера да размислуваме дека мора да успееме ние до 25-та година, до 30-та година на брз начин,
да не мора да го изодиме тој тешкиот пат што вие сте годеле, но од друга страна, тоа што ме радува мене искрено, верувам дека ќе се согласите и вие, дека барем на нашиот факултет има многу активности што ние студентите ги правиме волонтерски, без да бараме нешто за возврат со тие активности, едноставно дали да ја потигнеме свеста кај нас за енергетска ефикасност и одржлив развој, дали тоа што го прави Робомак на нашиот факултет, така што сепак сметам колку и да до некаде можеби е црно тоа што се приложува, има надеж во младите луѓе дека можеби тоа ќе се смени, а од друга страна сметам дека како што изменуваат годините, можеби ќе созреваме па и ќе ги сватиме вашите зборови. Само едно, така еден коментар. Знаете, ако на времето компаниите, знаеме дека компаниите сакат профит, сега од инженерски аспект, ако пред 20 на години компаниите бараа строго насочени инженери, сега компаниите бараат инженери кои имаат широки познавања и кои имаат вештини. Значи, збориме за инженерите кои имаат вештини. Така да она се што го работите волонтерски, некоја компанија ќе го цени. Многу повеќе отколку вашите стриктни знаења од дадена област. Затоа што толку брзо се менуваат технологиите да после 5 години од кога сте се запишале на факултет, она што сме ве учеле, сега веќе можеби да биде застарена технологија. Така. Со помош на актуелната технологија, вие би требало и треба да бидете многу поуспешни од сите тие пред вас. Значи, и во временски рок, и во квалитет. Јас се надевам дека ќе биде така и дека ќе бидете среќни ако, пример, ученикот го помине учителот. Јас ви благодарам уште еднаш за вашето гостување, ви благодарам што топло ми ја прифативте поканата без никаква дилема и ви благодарам на тие сите што гледавте.